Здраво на сите, добро утро, добар ден, за кого како. Добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Ние кога се видовме во неделата во она видео во живо, го кажав мојата неделен распоред, така што утрински имам слободно време и неделава одлучив утрата да ги посветам на вака некои слободни размислувања заедно со вас. На почетокот, дозволете ми да се заблагодарам на сите оние кои што се претплатија на каналот. Бројката на претплатници се доближува кон 2000, што за мене е еден одличен успех, затоа што бројката од 1000 кон 2000 почна да се движи во почетокот на оваа година, така што за неколку месеци, значи, таа бројка расте и се надевам дека во месеците, во годините што се пред нас, таа бројка ќе станува уште поголема, така што Татунчо заедницата ќе станува помногу бројна. Исто така морам да се заблагодарам на луѓето кои што направија, ја искористија опцијата членство во каналот и би ги поздравил последните членови кои што се приклучија денови, а тоа е Мелвин Милановски, Тони Богдановски, Драган Коларски, Грин Санта Мюзик и Наташа Спасова. Тони Богдановски би сакал да го поздравам, особено за тоа што ме прашуваше за нотификациите поврзани со видеата во живо. Претпоставувам како и на секој YouTube канал, јас никогаш го немам потенцирано, но ако сакате да добивате нотификации кога се објавуваат видеата, треба да го кликнете на звончето за нотификации. Инаку, ова видео ќе оди премиерно, но нема да биде во живо. Значи, кога одат премиерите, јас колку можам ги следам, ако не сум во тој момент зафатен со обврски, и гледам да имам интеракција со публиката, а кога е во живо, значи, таа интеракција е уште по интензитетна. Така што, еве, нагласувам, ова видео ќе оди, значи, премиерно, но нема да биде во живо, така што она што го слушате е снимено утрото. Инспирацијата за ова видео ми ја даваат оние луѓе кои што едноставно како од зид се удираат во идеите кои што се промовираат на каналот. Секој човек е слободен, сите ние луѓето би требало да бидеме слободни, да живееме со нашите убедувања, со нашите идеи, со нашите идеологии, па на крајот на краиштата и со нашите заблуди. Но, да се представуваат одредени заблуди како универзални вистини, тоа е малку проблематично. Јас, кога велам дека моите сознанија се овие кои што ги споделувам, не велам дека тоа е апсолутна вистина, затоа што такво нешто не постои. Апсолутната вистина за било каја работа може од ден во ден да биде променета и да се случуваат нови сознанија. Денеска би сакал да укажам на неколку работи кои што во минатото ги обработував, ама како да се подзаборавени. Мене главна обсесија првата година од правењето на овој канал ми беше системот, универзалниот систем во кој што живееме, кој што не владее, и јас по редица истражувања, читања, размислувања, медитации на темата, сватив дека системот низ милениумите наназад, тоа го спомнав и во видеото вчера, бил од секогаш робовладетелски, особено зборувам за оној систем кој што ние го нарекуваме цивилизација. Тој робовладетелски систем, ние имаме чувство дека се менува само затоа што неговата појавна форма, технолошката форма во која што се појавува со технолошкото унапредување на самата цивилизација, и тој систем се унапредува. Дали сте се запрашале кои сме ние? Тоа е најтешко прашање на кое што многумина кога кога го гледаат видеото и ќе се запрашаат кој сум јас, одговорот е име, презиме, раса, нација, семејство,
политичка идеологија, религија и така натаму. Сега замислете, имате еден припадник на белата раса, христијанин, десно ориентиран, и една личност, припадник на, да речеме, жолтата или црната раса, лево ориентиран, муслиманин по религија или атеист, небитно. По некоја случајност, после неколку илјади години, некои археолози откриваат некоја некропола и ги наоѓаат еден до друг. Дали мислите дека сите овие разлики кои ги набројав, кои што можеби и нивните имиња, и нивните заслуги, и нивните постигнувања ќе бидат напишани на надгробни плочи, дали мислите дека било што од тоа ќе се види и ќе биде значајно после неколку илјади години? Се извинувам. Односно, антрополозите од иднината ќе видат само купчиња коски и од едната и од другата страна. Така што многу пати прилепувањето на нашиот идентитет на етикетите кои што системот ни ги дал е опасна работа, затоа што системот сака тоа да го правиме, сака да се поистоветиме со името, со презимето, со платната кои што ги вееме и во чие што име одиме да убиваме или да бидеме убиени. А од друга страна, елитите кои што не владеат, немаат таков проблем и затоа тие елити се толку добри во тој систем на владење. Сега, прашањето кои сме ние? Дали сме име, дали сме презиме, дали сме матичен број, дали сме националност? Сите овие етикети ни ги дава системот, за да не означи како производ, како мерна единица за работна сила и ништо повеќе. А ако се запрашате, значи ако си го поставите духовното прашање, кој сум јас? И ако се задлабочите во медитација на тоа кои сме ние, сваќаме дека ние не сме ни физичко тело, не сме ни име, ни презиме, ни раса, туку сме свест која што доживува искуство. И затоа јас многу пати го спомнувам тој хиндуистички концепт каде што постои еден универзален абсолют кој што се нарекува Брахман, оно што ние би го нарекле Бог, и тој Брахман во едно далечно време, на почетокот на времето, се има раздвоено. И сета креација која што ја гледаме ние е самиот Брахман раздвоен, односно секоја единка е Атман. Атман значи точка на свест, односно појавна форма на самиот Брахман, што значи таа еволуција, можеби од минерална форма на живот преку растителна, преку животинска, преку човек и така натаму, е она доживување на искуства кои што назад самиот Брахман се збогатува себе си како една универзална космичка свест. Ако го знаеме ова, почнуваме да се запрашуваме ние, што сме чучнати со задникот на ова мало парче карпа наречена планета Земја, каде што се е ограничено, сите ресурси се ограничени, нашето време за престојување на оваа планета е ограничено, а ние сме обседнати со некои идеи, со некои концепти кои што само му служат на овој чуден систем кој што ние не можеме да си го објасниме. Со докторката Велков зборувавме дека ова е системот на демиургот, односно материјална креација која што сака да го загуши она што е божествено во нас, она е искра која што блешти и која што мора да се загуши со консумеризам, со опијати, со мас-медиуми, со
банална забава во форма на серии, во форма на филмови, во форма на спортски спектакли, нели, леп игри и така натаму. И сега, бидејќи јас се чувствувам дел од огромното мнозинство обични луѓе, ја гледам работава од долу нагоре. Ние сме тука, на дното, без разлика дали се наоѓаме во Кина, во Македонија, во Европа, во Америка и така натаму. И на некој начин ние сме стадото. Над нас постојат овчарски кучиња. Тие се дел од нас затоа што системот, затворскиот систем во кој што се наоѓаме функционира совршено затоа што од самите затвореници се избираат затворски чувари, односно овчарски кучиња кои што треба да го чуваат стадото на број. Знаете, ние кога се раѓаме добиваме одредени ознаки кои што не служат за да ние нешто посебно убаво изгледаме со нив, дали нашето име, дали нашето презиме. Особено оној број кој што апсолутно нема никаква смисла освен како сметководствена форма со која што се бележи одреден производ. Тој број се нарекува единствен матичен број на граѓанинот. Тоа е таа етикета со која што ние се поврзуваме со системот и преку неа ние сме обврзани да плаќаме данок за се и се што зошто, затоа што ние во овој систем сме собственост на системот. Верувале или не, системот е така поставен да кога се раѓаме имаме веќе образувани единки кои што се нарекуваат родители и со нив почнува обучувањето на тоа како ние да бидеме послушни единки на системот. Дали сте се запрашале зошто би го поставувале прашањето што ќе бидеш кога ќе пораснеш, односно кога ќе го завршиш ово училиште? Дали сте забележале дека сите насоки на образование водат кон тоа да ние постигнеме одредена професија каде што, нели, до пензија и до смрт ќе даваме некакво учество и ќе го храниме системот. А тоа обично значи одземање на најубавите и најплодните години од животот за рмбање за овој систем. Буквално рмбање, а сепак добиваме доволно малку за да освен задоволување на простата материјална екзистенција не можеме да отидеме отаде. И сега, да се вратиме на структурава, ќе ви пуштам слика додека зборувам ова, ќе ви биде многу по илустративно, ќе ви биде многу полесно. Значи, над нас се политичарите, имам правено видео за тоа. Малце пролистајте го каналот. Пирамида на моќта, политичари. Политичарите буквално се безгласна буква. Особено во овој систем наречен плурализам, демократија, каде што мора да зависат од гласови. Така е, значи кога човек работи во секојдневни услови, а не во студио, се случуваат вакви работи. Значи, кај комшиите има малку галама и тоа се слуша, затоа морав да го прекинам тој дел од видеото. Што значи, во таков систем, капиталистички, кој што ние мислевме дека донесува слобода, донесува плурализам, дека ние ќе ги избереме нашите политичари, нашата власт, ние ќе бидеме власта, свативме дека за сето тоа се потребни многу пари, а оние што ги даваат парите за возврат бараат услуга. Луѓето што ги даваат парите не сме ние на крајот одиме само на гласање кој што треба да го легитимира овој лицемерен процес. Луѓето што ги даваат парите се малку, што значи тоа е една мала елита на која што треба нешто да и се испорача. Така, сега би сакал да направам едно мало интермецо. Вчера еден гледаш ми рече дека недостасуваат видеата Татунчо Драйв, значи што ги прави во кола. Таму, ако не друго, галамата беше сведена на позадинско зуење, бучење што се случува секогаш при возење кола, додека сега се обидувам да се концентрирам и гледате што се случува во позадина. Значи имам звуци и брмчење кои што ова намерно ќе го оставам за да ја видите тешкотијата која што имам за да го склопам ова видео.
а може би она за што зборувам сега си нашло начин да ме ремети, односно да го прекинува ова што сакам да го кажам. А верувајте, постојат и суптилни сили кои што кога ќе почне човек да размислува, новите ми велат не треба да размислуваш, значи тој еден позадински матрикс кој што вели ти треба само да служиш, треба само да ја храниш машината со сила, со податоци, со послушност и така натаму. Значи, делот од општеството кој што дава пари се така наречените капиталисти. Оние во чие што раце е поголемиот дел од материјалното богатство кое што неправедно припаѓа кај нив, а сите би требало да имаме помал дел. Еве, давам прост пример, имањето сопствен дом мислам дека треба да биде природно, иманентно право на секој човек, а верувам дека добар дел од вас, како што и јас, немаме, значи, сопствен дом и објективот за купување тој сопствен дом е невозможна мисија или е недостижна работа. Многу пати луѓе успеваат да го направат тоа по цена на исплаќање цел живот кредит за да на крајот го завршат животот во сопствен дом. Тоа е една состојба која што мислам дека е исклучително неприродна. Од друга страна, ова мала елита не само што имаат собствени домови, тие нивни домови се до тој степен големи, пространи, исполнети со непотребен луксус, што секој кој што мисли дека овој систем е нормален и природен, треба да отиде да ги погледне тие работи, или доволно е да отворите интернет, телевизија, да ги погледнете јахтите, палатите, огромните станови кои што ги имаат во луксузни квартови на големи градови, кои што вредат милиони, за да сватите дека тоа е една неприродна состојба. Значи, тоа се тие групи на луѓе кои што плаќаат, го финансираат тој театар наречен избори и ние добиваме политичари кои што се овчарски кучиња. Нас треба да не држат под контрола и затоа знаете дека помеѓу два изборни циклуса буквално народот, населението се заборува секаде, не само кај нас, и се остваруваат одредени политики како да има некоја виша сила која што ги наметнува. Велиш, на изборите се вети нешто друго, се зборуваше за нешто друго, сега се спроведува нешто. Ние, како мала земја, обично знаеме да се правдаме со Светска банка, со ММФ, со Европска унија, со големите нели од светот што ни кажуваат, но големите сили немаат оправдување дека има некој над нив, затоа што тие се големите. Сега, кога велам дека политичарите со овчарските кучиња, дека тие всушност во раците немаат никакви механизми да сменат било што, тоа го мислам и за нашите боранија политичари, тоа го мислам и за големите политичари од типот на Бајден, Путин, Трамп, Шолц и кои ли уште не, значи кои што се моментално актуелни политичари. Значи, односно, тие имаат моќ затоа што таа моќ им ја даваат уставите, законите и така натаму, но во моментот кога ќе се обидат да го имплементираат тоа, да го спроведат законите, тогаш се случуваат некои чудни, мистериозни работи кои што укажуваат на тоа дека има позадински систем, дека има длабока држава, дека има скриена сила. Ми се чини дека денеска таа скриена сила очигледно сака да ги замолчи моите зборови, затоа што ова реновирање што се случува во комшиите се случуваше и вчера, па ваква галама немаше. Но, како и да е, продолжувам со она што сакам да го кажам. Овој систем има воспоставено одлични механизми. Војска, полиција, даночни служби, се оно што мислите дека треба да е под нивен надзор и под нивна контрола, и тие засилувањето на овчарските кучиња, тие се забите на овчарските кучиња, ако сакате. На нив им се даваат редица привилегии, им се даваат убедување дека служат за нека поголема кауза, пример војниците или полицајците,
Јас секогаш сум се прашувал зошто еден полицаец кога ќе излезе на протести го крева пендрекот и удира во народот, штитејќи некакви институции кои што, знаејќи дека можеби во таа толпа народ има луѓе од неговото или од незиното непосредно окружување, има нивни блиски, роднини, пријатели, семејство. За да се во ова е уште по добро спакувано, и овде мислам дека ќе ги имам најголемите критики, тука на сцена доаѓаат големите религии, големите организирани религии, каде што исто така имаат хиерархија во која што викаат сакате духовност, сакате Бог. Ние сме врската помеѓу вас и Бог. Без нас вие не можете да го разберете Бог. А ако се запрашаме што вели Бог, доволно да го цитираме делот од Евангелието кај што вели, кај што го прашуваат Исус, дали ова треба да плаќаме данок? Со тие зборови, дали треба да плаќаме данок? Тој го ја зема паричката и вели, чии лик е овде? На Цезар. Цезаревото на Цезар. Мислите дека сериозно Исус има кажано такви работи? Но некој ликот на Исус го има искористено одлично за да го вметне, тој рече луѓе, покорноста е Божја работа. Треба да бидете покорни. Како што се покорни на Бог, така треба да бидете покорни на императорот, односно на власта, на претседателот, на институциите и така натаму. Значи, не сме важни ние во овој систем, важни се тие. И религиите доаѓаат тука за да ни го хакираат нашиот духовен прозорец, нашата отвореност кон божественото. Тие го хакираат, тој и даваат сурогат, наречен организирана религија, во која што таа покорност се води и на духовно ниво. На крајот на криштата во видеото вчера зборував за зигуратите. Всушност на врвот на зигуратите постоел храм. Храмот не е во таа смисла како што се денесните цркви, џами или синагоги. Тоа било институција, врвна институција од која што произлегува сиот систем. Денеска само тоа е завиткано во една убава обвивка, наречено организирана религија, вели, не, ова е за вашиот духовен развој. Имаше коментар на вчерашното видео или на едно од видеата, велејќи дека јас не сум доволно умен да ја разберам со мој ум Библијата и дека треба да ги читам отците. За среќа не рече треба да отидеш кај владиката и кај попот за да ти интерпретираат. Иако го кажувам отворена покана до сите православни свештеници, дали се тоа владици или попови, да седнеме и да разговараме за Библија како што разговаравме со протестантските пастори Сашо и Филип. Тие ја имаат доблест да разговараат со мене, додека овие ја немаат таа доблест да разговараат. Имам на минимум 10 пратено покана, ама вака се пуштаат луѓе да ми речат ти не го разбираш тоа, како смееш да хулиш. Многу едноставно. Ако се согласиме дека ние луѓето сме Божја творба, а јас се согласувам дека сме Божја творба, мислите дека Бог ќе создаде такво едно неупотребливо, глупаво суштество на кое што му се потребна цела една хиерархија од свештеници за да разбере што е Бог? Или Бог ќе создаде совршен човек кој што може да го отвори својот духовен прозорец и да гледа директно кон Бога? И јас го мислам тоа, така што организираната религија, овде не велам само христијанството, најмалку се велам само православието, сите организирани религии, вклучително и будизам, хиндуизам, се она што постои како религија по светот, можеби за некој од нив немам ни слушното, но ако ја остваруваат оваа цел, а таа цел е духовно затворање, односно произведување на сурогат духовност, тогаш тие религии ја имаат таа функција. И на крајот, ако одиме кон врвот на овој систем, не сакам да одам кон метафизички измислени врвови, тајни друштва или не знам што, на врвот на овој систем ќе ги видите парите. Едноставно ќе ги видите парите. Отаде, каде продолжува системот, можеби во некоја друга прилика. Сега ќе застанеме кај парите, но парите се многу важна работа.
Со парите се купува се, нели? И само многу пати викаме да се има повеќе пари, и што правиме? Заглавуваме во системот дека ако работиме 2 часа повеќе дневно, ако работиме и во сабота, ако работиме и втора работа, се отепуваме од работа, губиме здравје и некако тие чудни пари никако да се соберат на купче. Зошто? Затоа што така се направени. Ние живееме во време во кое што парите ги создаваат централни банки. Два најголеми и најеклатантни примери се Европската централна банка со седиште во Франкфурт и Федералните резерви во Америка. Мислам дека седиштето е во Вашингтон, но не е ни толку битно. Едвард Грифин има одлична книга и редица видеа на таа тема. Книгата се вика The Creature of Jekyll Island и го објаснува процесот на создавање на Централна банка на Америка. Основачите на Америка биле просветлени луѓе, знаеле дека единственото нешто кое што не треба да го дозволат при создавањето на новата држава, односно Соединетите Американски држави, е создавање на Американска централна банка, затоа што претходно кога биле англиска колонија, тие биле во должничко робство кон Централната банка на Англија. Ова е бајпасирано во 1912 година, кога во Конгресот некој ден пред Божик, кога повеќето конгресмени биле дома за Божик, се изгласува така наречениот Federal Reserve Act и неколку дена подоцна се подпишува од претседателот и од 1912 година Америка го имаат така наречениот ФЕД или Федерални резерви. Тие нити се федерални, нити се резерви, туку се збирка од приватни банки кои што имаат направено закон, имаат лобирано да се направи закон и тој закон да биде подпишан од претседателот, со кој што моќта за печатање на доларот ќе им биде препуштена на нив. Во Бретон Вудс системот, кој што исто така го имам обработувано во мои постари видеа пред неколку години, тој долар беше прогласен за меѓународна валута, ама за да биде стабилен беше врзан за вредноста на златото, односно секој издаден долар имаше покритие во злато. Од 72 година наваму тоа покритие го нема. Еврото исто така е збирка од националните банки на повеќето држави кои што се во евросистемот и многумина мислат, ова е сепак во сопственост на државите. Повеќето централни банки кои што влегува во еврото се централни банки кои што имаат сериозен удел од приватни банки, што значи приватните банки под неколку слоеви на заштита дека тоа се централни банки на државите успеа да направат централна банка на Европа која што го издава еврото по истиот принцип како што се издава доларот, значи кога на централната банка ќе текне издава евра, преку комерцијалните банки ги пушта во оптек и преку централните банки овие евра ги користат или долари ги користат и државата и компаниите и така натаму. За сето ова банките на централните банки плаќаат камати. Пред ковид тие каматни стапки и во Америка и во Европа беа на едно символично ниво, дали 0,5, а понекогаш знаеа да бидат и 0 само за да се пуштаат финансии во оптек, пари во оптек. Која е моќта на овие институции видовме од 22 наваму, кога првин во ковид кризата испечатија неверојатно многу пари, создадоа неверојатна инфлација, го разводенија сето она што го имавме ние како малку капитал во нашите џебови и сега ги имаат зголемено каматните стапки, така што земањето заеми, особено заеми за она што го споменав преска, купување на сопствен дом стана неверојатно скапи. Зошто? Затоа што таа каматна стапка која што сега е некои 5-6%, точната бројка не ја знам, но тука се движи,
кога ќе помине преку комерцијалните банки за да стигне до крајниот корисник, преку различните осигурувања на капитал и така натаму. Секој еден таков тип на кредит кога се зема, од прилика, сум правил некои пресметки, 30% повеќе треба се врати. Што значи, ако сте зели 1000 евра, назад враќате 1300, 1400 евра. Секој кој што земал кредит и на крајот кога ќе направи финалната сметка, ќе види дека сумата е толкава. Сега, комерцијалните банки се дополнителна алка во овој синџир кој што во нормални услови би бил нелегален, но за жал е легален, затоа што комерцијалните банки функционираат на принципот на фракционарни резерви. Например, одредена банка се формира 200 милиони капитал и тој 200 милиони капитал, верували ли никогаш не мрда од таму. Се става како депозит и тоа е гаранцијата за банка. Тоа е банката, всушност 200 милиони евра. Како банката издава кредит? Во таа банка после се отвараат сметки, протекуваат различни финансии, најчесто по основ на плата, по ова, по она, некој заштедува пари. Значи, секоја една сума која што влегува во банката, банката почнува да ја регистрира во својата сметководствена статистика како своја. И врз основа на секој влезен денар или евро, секоја комерцијална банка има право да издаде кредит во износ 10 пати поголем. Односно, ако сте вложили 1000 денари, тие ги оставаат тие 1000 денари како депозит, како гаранција на тој кредит, а издаваат 9000 непостоечки кредит. Создаваат практично фиктивни, виртуелни пари кои што не постојат. Од тие причини, заради функционирањето на овој систем, се инсистира повеќе на електронски трансакции, затоа што тие пари, кои што тие ги создаваат на овој начин, се само електронски сметководствени пари, не постојат како испечатен кеш. Иако и самите пари кои што тргнуваат од централните банки не постојат сите во хартиена форма, туку добар дел од нив, ако не и најголемиот дел од нив, се во дигитална форма. Знаејќи го ова, ние до кои што доаѓаат парите единствено по основ на труд, по основ на работа, дали сваќате колкав процент ние треба да вратиме назад по основ на камати, по основ на различни такси, по основ на данок и така натаму и така натаму. И сега, дали сваќате зошто тие кои што седат на врвот и го контролираат печатењето на овие пари и ги имаат сите полуги на власта и на моќта. Затоа што живееме во таков систем кој што е неприроден. Живееме во хоризонтален систем и тие што се горе се малку, а поседуваат многу, ние што сме долу сме многу и поседуваме малку. Сиот капитал во светот се наоѓа во помалку од 1% од луѓето кои што постојат на оваа земја. Тоа е неприродно состојба. Наместо да имаме на хоризонтална состојба каде што секогаш она што ќе се случува како економија, ќе има своја причина, ќе има своја резон детер. Во смисол, ако човек има дом, нема потреба да гради викендичка. Ако сака да отиде некаде на викенд на некое место, постојат начини, затоа постои туризам. Нема потреба да се гради викендичка, па да си има јахта, па да си има не знам што. Тоа е само непотребно расфрлање со ресурси. Исто така, консумеристички навики, дали се тоа облека, дали е тоа храна или било што. Расфрлањето со сите тие работи, се однесуваме како на оваа земја да ресурсите се неисцрпни. А знаеме каков амбиентален пустош оставаме. Океаните се полни со пластика, реките се полни со отрови. Ние мораме се она што го конзумираме да го купиме во продавница, затоа што веќе станува невозможно да се одгледа на автентичен органски начин. Така што можеби се разводна малце ова видео, но главната поента ми е дека ова пирамида на моќта прави се за да ние веруваме дека е тука за наше добро.
Денеска се создава, деновиве се создава голема фама околу американските избори. Тоа е исто како да ви е важно кој ќе победи на светско и европско првенство. Тој ќе победи или тие ќе победат и никогаш дел од славата нема да биде ваша. Дел од парите кои што ќе ги заработат нема да бидат ваши. Така и председателот на Америка, председателот на Македонија, председателката на Европската комисија. Тоа се ликови кои што системот ги поставува таму затоа што има потреба од тие механизми. Ние како луѓе за нив сме важни само во тој дел кој што го зборував на почетокот, како сметководствена единица. Сега, многу пати велат, сега што да правиме? Тоа е можеби прашањето за $1.000.000. Најважното прашање, што да правиме? За почеток, свесноста дека овој систем постои. Замислете дека сите ние луѓе сме како изгаснати светилници. Сваќањето на овие состојби се светилници кои што ќе почнат да светат. И кога таа светлина ќе стане доволно голема, одеднаш ќе почнат да се палат и сите други. Едноставно, тоа е процес кој што подоцна не може да биде сопрен. И така имаме можност да создадеме поинакво општество, поинаква заедница. Додека се уште веруваме дека системот не тера на тоа, дека треба да се убиваме во име на тој систем, дека треба да се мразиме во име на тој систем, дека треба да бидеме непријатели во однос на тој систем, па да ни измислува абстрактни вредности во име на кои треба да бидеме непријатели едни со други. А тоа го гледаме, братски народи како што се украинскиот и рускиот, во име на такви вредности, за да една мала елита успее да си приграби повеќе за себе, војуваат помеѓу себе. Исто така братски народи како што се палестинскиот и израелскиот војуваат помеѓу себе. Затоа што имаме фиктивни и непостоечки вредности во име на кои не знам зашто многу луѓе се спремни да одат во погибие. Мене тоа не ми е разбирливо и не ми е сватливо. Овој канал сега ова морам да го потенцирам. Го почнав во 2020 година. Сакав да зборувам за моите работи кои што ме интересираат, значи митологија, историја, такви работи. И овие теми дојдоа неминовно затоа што времето стана такво и постојано ми се вртеше онаа кинеската да даде Господ да живееш во интересно време. Времето е интересно, содржи многу предизвици и тие предизвици едноставно не можам да ги оставам не согледани, не искоментирани. Може да го кажам тоа. Подоцна, многумина ќе речат јас го мислам ова, јас го мислам она. Сето тоа е во ред. Постојат места каде што можеме да седнеме и да разговараме, денови добивам многу пораки, многу сугестии. И сето тоа е во ред. Јас имам намера многу од тие работи да ги обработувам. Но најважното од се е да пробликнува свеста на тоа дека треба да ја бараме слободата. Ние ја имаме на хартија, имаме универзалната декларација за човекови права. Но овие кои што го држат и го чуват системот, наоѓаат секогаш начини да ја бајпасираат и да речат поважна е сигурноста, поважна е безбедноста. Знаете, 2020 година мантрите и слободата ја ставаме така некаде на некое последно ниво. Ако ја имаме слободата, ќе сватиме дека таа слобода, значи истовремено и многу, а и малку, затоа што слободен човек никогаш нема во себе да ја роди потребата за заграбување. Само заробен човек на кој што му е дадена наредбата да приграбува, па дел од приграбеното да го даде на повисока инстанција и така натаму и да го храни тој систем кој што пред малку ви го објаснив. Значи, драги мои, овој канал постои за вас и од вас и благодарение на вашите прегледи, благодарение на вашите споделувања, благодарение на вашите сабскрајби, благодарение на вашето членство, ја има динамиката што ја има и го имам јас ентузијазмот што го имам за правење видео. Така што ве поканувам сите вие кои што го гледате видео, а ги немате направено некои од тие работи, секој во рамките на своите можности, дали за споделување,
дали за кликање subscribe, дали за бивање членови на каналот, значи остварете ги вашите можности, поддржете го каналот Татунчо, а јас ќе продолжам со правење на вакви видеа. Документарните видеа бараат многу повеќе време, така што ќе ги има, но кога ќе ги има, ќе бидат најавувани. Значи, не можам да се ограничам само на тие документарни видеа, затоа што гледате од ден во ден актуелноста бара нови теми и нови идеи, така што се надевам на ваше моје задоволство овие видеа ќе бидат почести. Кога ќе има соговорници, знам дека тоа исто така и подинамично и поинтересно ќе правиме поможност видеа во живо, така што ќе бидеме присутни овде на овој простор на YouTube на каналот Татунчо. Имајте убав ден, секој добро и до наредното видео. Чао!